Ново издание. Свет. Вухан 50% повеќе починати од COVID-19, објави Кина. А белата куќа таргетира 9 сојузни држави со најмал број потврдени на коронавирус, да бидат меѓу првите кои повторно ќе ги отворат економиите. Црквите и манастири за Великден во Македонија отворени. Можен ли е баланс меѓу опасноста од коронавирусот и религиозната детерминираност? Милиони луѓе ги загубија работните места, но ново хоби стекнува популарност меѓу американците. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка на македонски. Вухан, епицентарот на коронавирусот во Кина, го зголеми бројот на жртви за 50%. Дискрепанца во податоците. На почеток, вестите на денот. Кина вели дека повеќе луѓе умреле во Вухан во нивната криза со COVID-19 отколку што првично се мислело. Вухан, епицентарот на вирусот во Кина, го зголеми бројот на жртви за повеќе од 50%. Тамошните здравствени представници издадоа соопштение дека дополнителни 1290 луѓе умреле од заразата, што тоталната бројка ја крена на 3869. Официјалните лица го зголемија и бројот на потврдени случаи за 325, што прави вкупно 50333 случаи. Белата куќа таргетира 9 сојузни држави кои имаат најмал број на потврдени случаи на коронавирус да бидат меѓу првите кои повторно ќе ги отворат своите економии. Доктор Дебра Биркс, координатор на тимот за справување со вирусот, изјави дека 9 држави имаат по помалку од 1000 потврдени случаи и дека на ден регистрираат по помалку од 30 нови. Биркс не ги именуваше државите, но споредбата со бројот на случаи покажува дека тие се меѓу најмалку населените во земјата, почнувајќи од Мејн на Атлантскиот брег, завршувајќи со Хаваи во Тихиот океан. Американскиот секретар за одбрана Марк Еспер во интервју за NBC рече дека е убеден од САД се 100% подготвени да се справат со каква било закана од непријателите, откако во изминатите 48 часа низа акции од Иран, Русија и Северна Кореја ја тестирале подготвеноста на американската армија во странство. Црквите и манастирите во Македонија и Охрид отворени за Великден и покрај предизвиците со коронавирусот. Мики Трајковски за предизвиците. Овде на Плаошник во Охрид секоја година се организира централната богослужба по повод празникот Великден, на која покрај охригани присуствуваат и голем број на гости од земјава и странство. Но за прв пат во поновата историја, празнувањето на Христовото воскресение ќе се одржи без масовност, односно без присуство на верници. Но митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, владиката Тимотеј, рече дека храмовите нема да бидат затворени за Великден и покрај полицискиот час и препораките на властите да нема масовни собери. Тој вели дека црквата не е исклучена од таа обврска и оти во храмовите ќе има само мал број на луѓе кои се неопходни за извршување на литургиите. Но ние нема да ги затвараме цркви, ниту пак ќе бркаме некого ако дојде во црква, но јасно и гласно сме кажали дека тоа е на негова или на нивна одговорност, колку се случи да има служби кои што се задолжени да водат трети поредок на поголем број на луѓе, тогаш таа одговорност не можеме ние како црква и како епархија да ја сносиме. Како вернициве што да направат во ситуација кога нема да може да ги постават храмовите? Дали ќе биде дома или ќе биде во црква или во манастир, важно е да се подготви пред се духовно и психички и физички за да се соедини со Христа. Тоа е најважното. Првиот човек на Деварско-Кичевската епархија не се сеќава вака голем празник да се одбележува во речиси празни храмови. Сега јас не сум некој престарен, меѓутоа во моје време на овие без малку немам 70, но тука сум на прагот што би се кажало, не сум имал таква прилика на Великден да го дочекаме вака без масовно посетување на луѓе, меѓутоа верувам дека еден временски период кога црквата била прогонувана на еден или на друг начин, така да не можам да тврдам, меѓутоа верувам дека имало и такви периоди кога црквите не биле така масовно посетени. Наместо во црквите поради актуелната ситуација со коронавирусот, граѓаните централната богослужба во Охрид во живо ќе може да ја следат на интернет. Во меѓувреме и владата ја заложи полицијата да ги зголеми контролите околу верските објекти за време на Великден. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Редовното миење на раце со вода и сапун
Речиси е најдобра заштита од коронавирусот. Но во некои делови од светот тоа е и најсложено, затоа што нема вода. Анита Пауел со деталите. Мијте ги раците, мијте ги раците. Ова го велат лидери и медицински лица. Не е важно кој сте или каде живеете. Ако сакате да помогнете за запре ширењето на коронавирусот, мијте ги раците. Некои мислат дека оваа болест не ги засега нив, дека е нешто абстрактно, зашто прочитале во весник, на социјалните медиуми или виделе на телевизија. Но многу е реално и представува голема опасност за секој од нас и за нашето општество. Убаво кажано, но еден од најголемите предизвици на африканскиот континент е токму пристапот до чиста вода. Дури и во релативно добро развиената Јужна Африка, на милиони жители им недостасува чиста проточна вода во домовите. Би биле потребни години за ова да се преброди, но во меѓувреме, добротворните организации како Living Water International започнаа да поставуваат пунктови со вода и чешми за миење раце во Гана, Либерија, Сиера Леоне, Замбија, Зимбабве, Кенија, Уганда, Руанда и Буркина Фасо. Ова е особено важно во области со голема густина на населението, како што се камповите за раселени лица и бегалци. На тие места групи како католичките служби за помош. Исто така ги зголемуваат напорите за одржување на хигиената. Ние можеме да информираме над 1 милион жители во Уганда за важноста за миењето раци и да ја промовираме хигиената воопшто. И тоа многу конкретно, на пример во бегалските населби на северозападот од државата, како населбата Бибибиди. Имаме волонтери кои стојат на местата за миење раце каде бегалците се снабдуваат со вода за пиење, да го искористат времето за разговор за коронавирусот и како да се заштитат себе си и нивните семејства. Миењето на рацете се чини како мала рутинска работа, но во актуелната криза нема ништо поважно за обичниот човек. Тоа е можеби најмокното средство за спасување животи. За крај на News Flash, милиони луѓе ги загубија работните места, рестораните, кината затворени. Меѓутоа, има едно ново хоби кој останува особено популарно меѓу американците и работите цветаат. Како што неделите се претворат во месеци на седење дома, многумина наоѓаат утеха во градинарството. Во Калифорнија продавниците за градинарски култури и натаму се отворени зашто работат со растенија и влегуваат во категоријата на важни или основни бизниси. Прометот во овие продавници е променет. Забележав дека повеќето се продаваат зеленчукови растенија. Претходно најмногу се купуваа грмошки, дрвја, кактуси и растенија отпорни на суша. Сега на врвот на листата е зеленчук. За време на војната во САД и во Европа, многумина почнаа да одгледуваат зеленчук. Тие градини имале име, победнички градини. Ричард Варт ги памети тие времиња, родене на крајот на Втората светска војна. Луѓето сакаат да одгледуваат растенија, им го крева духот. Јас имам 75 години, но се сеќавам кога како дете имав победничка градина. Барем 2 пати неделно одев во таа градина да работам во неа. Ми се враќаат многу спомени од тоа време. Работиш, но кога цел ден си дома, треба нешто друго да правиш. Не можеш надвор да вежбаш. Една опција е да работиш во градина. Ослободува од стрес. Стресно е да си постојано дома. Џон Камп е поранешен архитект за урбано планирање, а сега дизајнер на градини. Ужива да работи во сопствената градина, но и кај соседите. Ги трансформираат дворовите во градини, особено поради сушата изминатите години. Кога ќе прошетате, соседството изгледа убаво. Доаѓам тука неколку пати во денот. Ме одмара и ме релаксира. Гледам убавини како пеперутки и птици. Тие се тука независно од фактот дека коронавирусот е околу нас. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Го гледавте Гласот на Америка. Среќен Великден за сите што го слават. Пријатна вечер и пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.